КДБ СДСМ 7 години да ја обноват противпожарната служба, за сега со ребалансот да го бараат тоа. Ова прашање очигледно нема одговор, откако опозицијата ги повлече сите амандмани, освен оние со кои се бараат повеќе пари за заштитна опрема и за семејствата на настраданите во Кочани. СДСМ не е пример за конструктивни предлози, но ова е добар потек, сметаат аналитичарите. Според Александар Ристевски, СДСМ и другите партии од опозицијата требало да ја надминат суетата и да имаат консензус сега и во иднина за важни политички и економски прашања. Конкретно за СДСМ вели дека требало исто вака да бидат конструктивни и кога биле во прашање идентитетот, именувањето на името на државата. Мене барем ми е криво од денешна гледна точка зашто не успевале така да се надминат себе си, нели, да дадат консензус заедно со останатите политички субјекти, кој е прашање името, идентитетот и па и начинот на третирање на интегративните процеси на Македонија. Се сложувам за една работа дека против пожарните единици, низ единици на локална самоуправа и се вкупно координирано државно ниво, се во незавидно ниво и дека треба да се изнајде модалитет и навика да на годишно ниво редовни набавки се прават. Според Ристевски, власта добро го менаџира справувањето со пожарите и рехабилитацијата на повредените од пожарот во дискотеката во Кочани. Сметам дека на тој град треба исклучително многу да му се помогне и како одговорни пратениците од сите политички партии, од сите пратенички групи треба да се надминат себе си и да излезат во пресред на барањата на тоа што се има и треба да се направи во моментот. Инаку вчера, додека амандманската расправа беше во полнек, СДСМ ги повлече преостанатите 142 амандмани за ребалансот на буџетот. Образложението на нивната пратеничка група беше дека во услови на сериозни пожари во државата, нормалната дебата не може да тече и парите треба да бидат пренасочени за помош на најзасегнатите. Најавија два амандмани, едниот за Кочани со одредена сума на пари и вториот за справување со пожарите, пред се вложување во човечките капацитети. За претеничката на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска, потегот на СДСМ е бегање од реалноста или бегање заради немање аргументи и факти. Таа рече дека најавата за нови амандмани е само доказ дека СДСМ не успеала да издвои пари за овие потреби и е потсетување за она што партијата за 7 години на власт не успеала да го реализира.